Војската на Мјанмар ги предупредува демонстрантите против пучот низ целата земја дека може да се соочат со затворска казна од 20 години доколку ги попречат вооружените сили. Долгите и паричните казни ќе важат и за оние за кои утврдено дека поттикнуваат омраза или презир кон водачите на државниот удар, соопшти војската. Законските измени беа објавени кога оклопните возила се појавија на улиците на повеќе градови. Стотици илјади луѓе учествуваа на протестите во изминатите денови. Демонстрантите бараат ослободување од притвор на нивните избрани лидери и враќање на демократијата во Мјанмар, позната и како Бурма. Премиерката на Нов Зеланд Јасинда Ардерн нареди најголемиот град во земјата Окланд да се најде во блокада по откривањето на 3 нови локални случаи на COVID-19. Мерките ќе траат 3 дена и се бара од жителите да останат дома. Нов Зеланд освои широко распространета пофелба за начинот на кој се справува со пандемијата, минувајќи неколку месеци без пренесување на заедницата. Земјата целосно ги затвори своите граници за скоро сите неграѓани и жители на почетокот на пандемијата, со цел да се елиминира вирусот. Нов Зеланд со 5 милиони жители забележа нешто повеќе од 2300 случаи на COVID-19 и 25 смртни случаи.